Три големи теории на заговор во историјата. Теориите на заговор денес се поприсутни отколку што некогаш биле. Понекогаш може да приметите како секој голем вести настан како да е проследен со онлайн хор од циници и тролови, кои инсистираат дека работите не се како што изгледаат и дека застрашувачките мајстори манипулираат со настаните од сенка. Но постојат некои теории на заговор кои се заглавени со текот на годините, децениите, дури и со вековите. Ајде да погледнеме три теории со примери. 1. Фализираното слетување на месечината. Еден од вистинските пресвртници во историјата на човештвото се случи во јули 1969 година, кога Нил Армстронг и Бас Одрин стапнаа на месечината. Освен што не го сториле тоа, многу теоретичари на заговор веруваат дека сето тоа е измама од време на студената војна за да се победат советите во вселенската трка. Негирањето првпат беше популаризирано со книгата од 1976 година наречена "Никогаш ние не отидовме на месечината". Измама од 30 милијарди долари на Америка од поранешен офицер на американската морнарица наречен Бил Кајсинг. Од тогаш противниците продолжија да укажуваат на сите видови докази за измамата. Сето ова беше разоткриено одново и одново од експертите. Знамињата на сад поставени на лунарната служба очигледно се вееја на ветрот. Тие биле само згужвани во опакувањето и стоење во кутијата со денови. Неможноста астронаутите да можат да ги преминат појасите на радијацијата Ван Ален што ја обкружуваат земјата. Тоа всушност беше сосема возможно бидејќи тие патуваа доволно брзо за радијацијата да не биде проблем. Непаралелни сенки на површината на месечината што имплицираат повеќе студијски светла. Лажен заклучок, заснован на погрешно разбирање на перспективата. Но теоријата се уште обстојува со анкета на Ипсос во 2019 година која покажа дека 11% од американските граѓани веруваат дека слетувањата на месечината биле лажни. 2. Илуминатите управуваат со светот. Илуминатите се негативци на безброј теории на заговор. Тие се ултимативна елита во сенка, тајно инсталирајќи светски лидери, манипулирајќи со финансиските пазари и генерално се однесуваат како широка мрежа на негативци. Имало вистинска група позната како Илуминати, но тие постоеле само кратко време кон крајот на 18 век, основани од германскиот филозоф Адам Вајшаупт и познат на историчарите како Баварски Илуминати. Низината цел била да ги промовираат просветителските вредности на правдата, слободата и разумот и да се спротивстави на државата и на тиранијата и религиозната моќ. Овие илуминати од реалниот свет се прошириле надвор од Баварија и сигурно функционирале како вистинско тајно друштво со неговите членови кои имаат шарени псевдоними. Вајшаупт беше наречен Спартак и навика да се инфилтрираат во други групи како масоните, но групата на крајот беше исфрлена од властите. И додека илуминатите од тогаш се прифатени како мистериозни негативци, нивните наводни потомци се уште се на позиции на моќ до денес. 3. Вистината од 11 септември. Можеби беше неизбежно драматичен и разорен настан како нападите на 11 септември да предизвика лавина теории на заговор. На вистина, коментаторите на интернет сугерираат дека тоа е внатрешна работа. Истиот ден кога терористите слетаа со авионите во светскиот трговски центар и Пентагон, движењето со името Вистината оттаму упати секакви конкурентни објаснувања за тоа што на вистина се случило тој кобен ден. Можеби најпопуларната теорија на заговор е дека нападите биле оркестрирани од тогашната неоконзервативна американска влада, за да се создаде изговор сличен на Перл Харбор за инвазија на земјите од Блискиот Исток и запленување нафта во регионот. Друга теорија е дека Ал-Каеда навистина е стоела зад злосторството, но администрацијата на Буш дозволила таа да продолжи бидејќи тоа ќе им служи како изговор за нивните цели. Многу теоретичари веруваат дека кулите близначки не биле урнати од самите авиони, туку од експлозиви однапред поставени таму. За оваа теорија контролирано уривање
се уште жестоко се дебатира на форумите на интернет и покрај тоа што експертите ја отфрлија на брзина оваа теорија. Некои веруваат дека Пентагон бил погоден со проектил, а не со авион, додека уште поекстремно малцинство теоретичари тврдат дека кулите близначки биле нападнати со проектили маскирани како авиони, користејќи холографска технологија. Како и со повеќето теории на заговор, сите докази за спротивното малку го нарушуваат убедувањето на вистините кои остануваат активни на социјалните медиуми и онлайн форумите до денес. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.